Не можеме да ја доловиме вечерната магија на овој плоштад овде, но еве со слика ќе покажеме колку е убаво. Ова е нов плоштад и ова е всушност централното место каде што блеснува општина Илинден во предновогодишните празници. Токму така, неодамна во општина Илинден беше пуштен во употреба новиот парк плоштад, лоциран на исклучително атрактивна локација во населеното место Марино. Станува збор за современо уреден јавен простор кој се простира на прилично голема површина со прекрасно партерно и хортикултурно уредување, што создава навистина пријатна и функционална средина за престој и дружење на сите граѓани. Плоштадот располага со централна бина наменета за одржување на јавни и културни настани, впечатлива фонтана, богато зеленило, детско каче и разновидна урбана опрема, што го прави привлечен и достапен за сите генерации во текот на целата година. Особено во пресред на новогодишните и божикните празници, овој простор добива посебна димензија и се претвора во вистинска празнична бајка. Со декоративно осветлување, новогодишни украси и централно поставена украсена елка, плоштадот зрачи со топлина и празнична атмосфера. Токму затоа, со право може да кажеме дека општина Илинден оваа година блесна на вистина во вистински празничен сјај. Она што е многу интересно и треба да се најави е дека овој плоштад не е само украс на општина Илинден, туку и дека ќе му најдете и веќе има соодветна, ајде да кажеме, употребна вредност, бидејќи овде се планираат неколку предновогодишни случаи. Токму така, токму на овој плоштад во општина Илинден оваа година ќе се реализира новогодишниот базар, наречен Патека на радоста, под покровителство на општина Илинден и неколку општествено одговорни компании. Настанот ќе се одржи во периодот од 26 до 29 декември и ќе понуди навистина богата и разновидна програма наменета за сите генерации. За најмладите посетители се предвидени средби со Дедо Мраз, Маша и Медо, театарски представи, танцови настапи и магионичарски перформанси, создавајќи навистина празнична магија. Истовремено, љубителите на современата музичка сцена ќе можат, односно ќе имаат можност да уживаат во настапи на едни од најпознатите македонски изведувачи. Ќе настапат Тони Зен, Јанк Дади, Таско, Пајак, како и диџеј Боно, што ветува одлична атмосфера, особено за младата публика. Новогодишниот базар Патека на радоста не е наменет само за жителите на општина Илинден, туку и имаме отворена покана, ги очекува и сите граѓани од околните општини за заеднички да ја почувствуваме празничната радост и да ги прославиме новогодишните и божикните празници во духот на заедништвото. Какви се претходните искуства поврзани и со новогодишниот базар, но и со вакви музички предновогодишни манифестации? Дали на вистина има посетители кои што не се само од општината? Овој новогодишен базар, Патека на радоста, се организира неколку години наназад и навистина има многу голема посетеност и од помладите и од повозрастните, меѓутоа и од најмладите, односно од децата, затоа што изобилува со програма за сечи вкус и за секоја генерација. А во однос на музичката програма, колку сте задоволни од посетеноста? Задоволни сме и од музичката програма, затоа што на сите настапи до сега, сите музички изведувачи кои што настапувале на овој новогодишен базар, навистина местото каде што се одржува тој, еве да го наречеме концерт, е препон со луѓе. Предходно овој новогодишен базар се одржуваше на друга локација, тоа е во населено место Марино, кај пешачко-рекреативната патека, меѓутоа од
оваа година, откако го имаме овој прекрасен парк плоштад, овој преубав простор, оваа година одлучивме да се одржи и овде. И се надавам дека сите овие 3 дена, кои што ќе бидат исполнети со навистина празнична музичка атмосфера, ќе биде преполна. Ќе бидете тука? Секако.